Ние во Тетово како тема ја имаме инклузивниот спорт, што подразбира децата со посебни потреби да бидат вклучени во часовите по физичко. На овој пат сме имале во фокус само основните училишта во град Тетово, бидејќи проектот немало буџет повеќе за да се прошириме повеќе. И веќе имавме и минатиот месец атлетика, кај што трчаја децава заедно, има заеднички надпреварувања. Сега денеска е кошарката. Имаме уште наредна недела уште една активност голбал. Тоа е претежно за слепи лица. Така да колку толку луѓето да се информираат, да видат дека може со нив и да може полесно да ги вклучат, бидејќи они се веќе и законски, но знаеме условите во училиштата како се, колку толку е ова една иницијатива за да може децава што повеќе да спортуваат. Овие деца, нема посретниот овие деца, овие никогаш не знаат да ти прават лице, толку се честни, толку сакаат тоа што им го нудиш, толку знаат да се зафалуваат и навистина веќе 6 години работам со нив и навистина презадоволен сум и за овие деца многу битно. Ова многу малце е што го правиме, ова ние веќе имаме во нашето здружение секоја недела спортски активности тука на 11 секоја сабота, али ова беше на пошироко, бидејќи има во школата деца со посебни потреби, но кои не се третирани баш добро, се остане малце понастрана или на милост, на немилост, не знам како да кажам. Они треба да сватат професорите, наставниците дека без разлика на нивната способност колку е развиена, они треба да бидат вклучени во системот на образование. По започеток може да изгледа нешто неинформирано, ама посебно кога ќе видат, одма за 1 час, 2 сата, ќе видат дека не е ништо страшно, играат со нив, се дружат, веќе немаат пресуди. Еве имам информации порано во Лирија се чуделе децава, ама сега нормално ги разбираат, дури има некои веќе што се дружат со нив, бидејќи они се поделат на повеќе категории, така да многу нормално е. Треба да овие деца да им се даде, ова е многу битно, да им се даде можност они да бидат посоциализирани, за секојдневни потреби, да можат во целиот живот, дур се живи, они да ги можат да ги стварат.